По вчерашниот протест на жители од населбата Трајаново Трдло против изградбата на стамбените објекти за домување на семејства во социјален ризик, денеска по иницијатива на ромски здруженија, градоначалникот Николчо Илиев одржа средба на која ги слушна нивните ставови и видување за ова прашање. Се соочивме со огромно незадоволство и револт кај представниците на ромски невладени организации и на партијата за демократски просперитет на ромите. Тие беа подготвени за мирен протест, бидејќи се огорчени од пораките што се испратени од вчерашниот протест, со кој група граѓани се противат на градбата на живеалишта на семејства во социјален ризик. Сепак, по конструктивен разговор во кој заеднички се согласивме дека нема потреба од зголемување на тензиите, тие го откажа најавениот протест, бидејќи за секој проблем постои мирно решение, соопшти градоначалникот Илиев. Противењето да се градат планираните објекти за социјалните семејства, кои што живеат во субстандардни услови во старата касарна во Кочани, доаѓа откако е завршена целата урбанистичка постапка. Обезбедени се финансиски средства и е избран изведувач на работите. Граѓаните кои што вчера излегува на протест испратија лоша порака за меѓуетничките односи. Надписот на транспарентот "Само преку нас мртви" е опасен и представува типичен говор на омраза со што се предизвикува нетрпеливост. Сметаме дека се работи за организирана група која е политички манипулирана, односно организацијата доаѓа од центар на кој не му одговара решавањето на стамбеното прашање на лица кои што живеат во старата касарна. Се работи за повеќе рецелиски проблем и вложени се и големи напори тој да се надмине, изјави Аксел Ахмедовски, председател на партијата за демократски просперитет на ромите. По разговорите на градоначалникот Илиев со иницијаторите на вчерашниот протест и поденешната средба со ромски невладини организации, решение на проблемот ќе се бара во рамките на институциите.